Подпредседателот на партијата на унгарскиот премиер Виктор Орбан најавил дека по официјалното доаѓање на Доналд Трамп на функцијата претседател на САД, Унгарија планира да ги забрани невладините организации поврзани со милиардерот Џорџ Сорос, пишува магазинот Bloomberg. Како што наведува магазинот, Шилард Немет изјавил дека неговата земја ќе ги искористи сите мерки што ѝ се на располагање за да ги исчисти невладините организации финансирани од родениот унгарец Сорос, затоа што тие им служат на глобалните капиталисти и делуваат против националните влади. Подпредседателот на унгарската владеачка партија изјавил и чувствува дека именувањето на Трамп дава можност да се направи такво нешто во меѓународни рамки. Немет додал дека законодавците ќе ја почнат дебатата за донесување закон кој што ќе им овозможи на властите да ги проверуваат финансиските сметки на директорите на невладините организации. Магазинот истакнува дека обидите да добијат коментар од Соросовиот институт Отворено општество во Будимпешта биле неуспешни, откако никој не одговорил на нивните телефонски повици направени по работното време. Орбан, кој беше првиот европски лидер што јавно ја поддржа кампањата на Трамп, во 2014 година лично нареди државните агенции да ги испитуваат фондациите финансирани од Норвешка и изјави дека групите за цивилно општество финансирани од странство се само параван за платени политички активисти. Како такви, Орбан и неговата администрација најчесто ги посочуваат невладините поддржани од Сорос, кој е поддржувач на Американската демократска партија и кој има широка мрежа на организации ширум земјите од Источна и Централна Европа. Таквиот став на Орбан во голема мера се поистоветува и со ставовите што ги искажуваше и новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп во својата предизборна кампања. Тоа го пишува и магазинот Bloomberg, кој во својот текст наведува дека Трамп го обвинуваше 86 годишниот Сорос дека е дел од глобална структура на моќ која е одговорна за економски одлуки кои го ограбиле американскиот народ, ја осиромашиле државата и ги ставиле парите во џебовите на неколку големи корпорации и политички елити.